Тајно знаење. Дај команда на твојот расеан ум и оствари што сакаш. Во тебе се наоѓаат двајца капетани кои што ти го водат животот. Тоа се свесниот ум, кој што е архитект, дизајнер, логичар, аналитичар и така натаму, кој што ги креира плановите, кој што знае што треба се ти да направиш за да се унапреди твојот живот, и еден друг капетан кој што реализира по свое и е многу и далекусежно помоќен од овој логичниот. Станува збор за внатрешен конфликт помеѓу свесниот ум и потсвесниот ум. Нашиот ум, нашите емоции, нашите мисли, цел наш систем на уверување и начин на размислување е еден вид законитост. Целиот универзум, па и оваа наша реалност ја водат универзални закони. Тие работат по математичка прецизност. Например, законот за гравитација. Тој функционира безпрекорно и без исклучци. Исто така, одредени ментални и духовни закони го управуваат твојот ум со математичка прецизност. Во видеово ќе споделам функционално упатство, односно оперативно упатство, како се управува и се програмира или репрограмира потсвесниот ум и како се прави кохеренција, односно усогласување на свесниот и потсвесниот ум со цел нашиот расеан ум да се фокусира и да може да ја управува нашата реалност. Секако дека сите знаења што ги споделувам преку видеава не се системски, мислам дека досега свати дека системот не е заинтересиран ти да функционираш во твојот најдобар капацитет, па затоа дојде ред ние луѓето меѓу себе да си помагаме. И се надевам дека сите овие мои видеа ќе ти бидат корисни и дека и минатите идните секако ќе ги следиш. Сите оние што се заинтересирани повеќе за оваа работа можат да одат на мојата веб страница каде што има многу бесплатен и корисен материјал, бесплатни вежби, бесплатни видеоработилници, каде што можеш во комфорот на својот дом да работиш еден на еден со мене и да си ги работиш вежбите исто како да си со мене еден на еден во сесија. Овие закони, ментални и духовни, кои што го управуваат нашиот ум, не реагираат на надежи, на молење и на нејасни визии. Овие закони се прецизни и екзактни. Немаат никаква врска со вашата личност, едноставно само функционираат. Тоа би значило следново. Во отсуство на знаење како делуваат овие закони да ти се креира животот каков што ти е, ти секогаш ќе одиш во некакви води кои што те носат сами по себе, без да знаеш дека можеш да управуваш. Секогаш ќе бидеш одвеана во некаков виор на страдање или во некаков менталитет на жртва, односно научена беспомошност. Програмот на научена беспомошност е инфилтриран во колективната свест и повеќето луѓе мислат дека се беспомошни во отсуство на знаење на сопствената моќ. Затоа сега во ова видео заедно со мене ќе работиме одредени инструкции, упатства и вежби, каде што ти ќе се обидеш да почнеш да ставаш еден вид фокус, односно вежбање на фокус и кохеренција, односно усогласување на потсвесниот и свесниот ум со цел да се оствари она што ти сакаш да го дизајнираш. Секако дека ова што го кажувам е полесно да се каже отколку да се направи, но да почнеме од некаде, нели, од било каде да почнеме, да вежбаме и да дојдеме до она што го сакаме, односно тоа е нивото на свесен креатор, каде што свесниот креатор има внатрешна синхронизација на емоции, мисли, програми и е освестен за многу работи од надворешниот свет дека се лажни и дека едноставно тоа што се случува во надворешниот свет може да го надмине и да управува реалноста во облик
горе-доле, нели, по своево танц со реалноста. Овие ментални и духовни закони реагираат исклучиво на твоите мисли, емоции и вибрацијата, односно енергијата во телото што ја имаш. Тоа се 3 основни елементи кои што ја управуваат енергијата, вибрацијата и фреквенцијата на твоето тело. Знам дека вибрација и фреквенција се често спомнувани фрази. Знам дека луѓето, да, па енергија, па тоа не е, значи не веруваат во нешто такво. Некогаш се прашувам како луѓето не веруваат во енергија, а примаат на телефонот многу фајлови и информации преку Wi-Fi мрежа, а не сваќаат дека паралелно има енергетска мрежа преку која што примаат огромен инпут на информации кои што им ја менува енергијата, им ја менува структурата на емоциите, автоматски се што ние сакаме е да го оствариме многу мало во однос на цела бомбардираност која што имаме од надвор, а и од внатре. Значи, во целиот хаос, во целиот тој расеан ум, ние не можеме да дадеме еден облик и еден текст, значи мора да се створат одредени услови за да можеме ние да ставиме комплетна структура, кохеренција, команда, односно амбиент во нашето тело за здравје и просперитет. Поголемиот дел од луѓето живеат како несвесна жртва на сите овие законитости и буквално се прегазени од различни страдања и несреќи, без да знаат дека директно учествуваат на несвесен начин во тоа. Луѓето своите несреќи ги препишуваат на лоши околности, не сваќајќи дека се они лично учесници во околностите. И често пати страдањата и несреќите ги припишуваат на некаква лоша среќа, а добрите настани, победи, успеси, радост и задоволства ги припишуваат на добра среќа. Ние директно учествуваме преку нашето програмирање од најмала возраст на нашата подсвест, преку нашите мисли, емоции, сваќања, стравови, директно влијаеме на нашата реалност. Овие закони, кои што се прецизни, екзактни и со математичка сигурност, секогаш реагираат на главната база на програми на нашата свест. Програми значи целото воспитување и семејството од кај што потекнува. Тоа е базниот програм. Тој програм е различен кај различни луѓе. Затоа некои луѓе сметаат дека се посреќни, затоа што имаат програми, дека среќата е добре дојдена во нивниот дом. Во други домови функционираат други програми, односно реченици од типот светот е лош, животот е тежок, се е залудно, морам да бидам јака. Програмот морам да бидам јака или било кој од овие програми кои што се длабоко всадени во нашата подсвест, произведуваат исто такви околности. Кога имаш во себе програм морам да бидам јака, морам да издржам, секогаш ќе привлекуваш околности, како магнет. Реалноста ќе ти привлече околности каде што ти мора и уште ова да го издржиш. Или програм, јас постојано губам, без разлика дали губам пари, губам луѓе и така натаму, не е битно. Секогаш ќе наидуваш на ситуации каде што пријателства ќе се скршат, луѓе ќе губиш, патиштата помеѓу луѓето ќе ти се разидат и ти постојано и цел живот ќе имаш заблуда дека едноставно губиш луѓе, губиш пријатели или губиш финанси и така натаму. Некоја друга личност има поинакво програмирање, потекнува од поинакво семејство или искуството е надградено со поинакви
сваќања дека всушност тој човек има поинакви програми и затоа привлекува поинаков живот. Но како сето ние ова да го репрограмираме на некој начин и ние нашиот ум да го ставиме во една синхронизација, односно во една едност, која што ќе биде фокусирана на она што го сака. Секако, дека првата фаза е мора да знаеме точно што сакаме. Дали сакаме да излеземе од ова страдање од кај што сме, како да си го подобриме, зашто луѓето се откажуваат. Па јас не можам, па јас што сега, па јас сега тоа, ние го велиме комфорт зона, односно бенефит од проблемот. Сакам да сум во овој проблем. Јас знам дека на свесно ниво никој не сака да е во проблемот, но излез од проблемот и од страдањето и подобрување на својот живот бара исчекор. Значи, повторувам уште еднаш, излез од комфорт зоната бара исчекор. Не може да останете вие во комфорт зона и да имате реална животна промена. Значи, мора да се научи нешто ново, некој програм да излезе, некој ново програмирање да влезе, односно ново сваќање. Секако дека уживање во комфорот е најглавната блокада, зошто ние не правиме исчекор. Инаку да ви кажам, од моје искуство и до искуство на моите клиенти, потешко е да седиш во комфорт и да се плашиш, да не направиш исчекор, отколку реално да почнеш мали чекори за да настане некаква промена. И сега како ние да ја насочиме подсвеста, пошто откривме дека програмите во подсвеста ние не можеме, зашто свесниот ум е некој си, не знам, 5-10% во гласање или во важност, 5-10% во важност на донесување на одлуки, а 90 и повеќе посто е подсвесниот ум, односно сите програми. Тоа можеме лесно да го видиме од еден прост пример. Например, ни се нуди некоја прилика и ние прво е ентузијазам, сакаме да ги искористиме сите можности, но подсвесниот ум ни вика не, може би таму е страшно, може би таа реалност кај што јас ќе одаме не одговара за мене и така натаму. Но сега ние ќе работиме апликација на овие законитости со цел нашиот ум да го усогласиме, да го фокусираме, да не води хаотично на повеќе страни и ќе правиме намерна апликација на овие законитости. Секако дека овие знаења не потекнуваат од модерниот живот, ова се древни техники кои што древните мистици и мајстори ги спроведувале, секако и ова знаење го споделувале со одредени луѓе со векови. Модерната наука ова само го потврдува. Секако во модерната современа литература најголем пробив и публицитет доби Џозеф Марфи со неговата книга Моќта на потсвеста. Истата тема ја обработува и квантната физика. Метафизиката оди уште подалеку, таму се објаснува дека фактички целиот универзум, па и оваа реалност во која што ние живееме, така наречена 3D реалност, исто така е подложна на интелигенција, односно дека универзумот е ментален, тоест совршено интелигентен. Крајниот заклучок е дека нашите мисли, нашето воспитување, нашиот начин на размислување, нашето срце, нашата енергија, се заеднички ја обликува реалноста, односно нашиот живот. Ако е тоа така, а е научно веќе знаеме и докажано дека е така, веќе со векови и милениуми ова знаење, ние можеме да влијаеме на реалноста и да си ја унапредиме истата, доколку успееме успешно да го фокусираме нашиот ум, нашата потсвест, нашите емоции да се балансирани и енергијата насочена кон она што го сакаме.
И сега ќе работиме една вежба, која што ќе придонесе доколку е репетитивно. Значи, сите вежби мора да се репетитивни. Не можеме да направиме, ние мислиме дека ова е јасно, дека јас го знам, јас дај ми нешто друго, значи нема нешто друго. Ова е суптилното. Ова е суптилното, ова е тоа што го менува животот. А луѓето едноставно, можам да кажам дека не сакаат да се занимаваат со себе, а повеќе сакаат да се занимаваат со туѓи животи и затоа едноставно ги пропуштаат сите шанси да го доживеат она што го сакаат. Или се нападнати од своите стравови, можам да кажам тие се 4-5 емоции во кои што добар дел од човештвото живее, а тоа е страв, вина, а, срам, гнев, лутина. Тоа се тие 4-5 емоции кои што го држат човештвото заковано и едноставно не можат овие доминантни емоции кои што произведуваат доминантни енергии да вас ви обезбедат добри околности. Секогаш ќе имате околности каде од кои што ќе се плашиш, од кои што ќе се повлечеш, од кои што не сакаш да одиш, секогаш ќе срамот ќе победи, секогаш стравот ќе победи. Секогаш твојот расеан ум ќе те држи таму каде што си, затоа што таа некоја си нели комфорт зона. Или ние често знаеме да кажеме во професионална смисла теме нагол, каде што е комфорно, но фактички таму нема раст. И ние сите знаеме дека свеста или еволуират, или го живееш животот, или едноставно си во дефанзива, во повлекување и во еден менталитет на постојано страдање и во еден внатрешен конфликт од кој што никако не може да се излезе. Моментот кога ќе се стави узда на умот и кога ќе се даде команда, значи тогаш работите почнуваат да се менуваат. Секако дека не може од една вежба, значи би сакала луѓето да знаат дека не може од една вежба, дека не може од една книга, кога вие ќе ги видите бенефитите, кога ти ќе ги видиш бенефитите од сето ова, ти веќе никој пат нема да се вратиш назад. Едноставно нема да се вратиш назад, затоа што ќе продолжиш да учиш, ќе продолжиш да се градиш, ќе продолжи едноставно тој копнеш нема да умре во тебе се додека ти не умреш. Значи тоа постојана таа еволуција, што е тоа што јас не го знам, што е тоа што мене ќе ми обезбеди здравје и изобилие во мера во која што мене ми одговара. Значи, ние знаеме, секако работиме со клиенти, сме виделе луѓе со материјално изобилие кои што се потполно несреќни. Но тоа не е одговор за ти да не живееш во изобилие. Значи, ако тоа го сакаш. Значи, ние можеме да го балансираме, веќе имаме технологија, значи имаме методи каде што ние ги балансираме сите сфери од нашето живење. Семејни односи, финанси, здравје, личен раст и развој, духовност, спорт, здравје, просперитет, значи сите сфери да бидат горе-доле во некаков баланс. Кога го има човек ова знање, едноставно веќе не се препушта на случајности. Веќе на се става намера и сопствениот страв од тоа што сака да го доживее, лесно го надминува кога станува човек свесен дека стравот го држи назад или гневот го држи назад. Или нешто го држи назад за да не просперира. Што е тоа што го држи назад и како и покрај се како е да направи исчекор. Може да биде исчекор мал, среден, голем исчекор, секој. Нормално од секој различен мајндсет различен. Денес ке работиме 3 вежби, кои што фактички се целосно една вежба, но поделена во 3 дела. Крајната цел е ние да се поставиме во ситуација, значи сега доколку продолжуваш да ме слушаш, би сакала едноставно ако возиш да прекине видеото, бидејќи јас како ќе објаснувам, ќе влезеш во смиреност, доколку возиш или работиш на нешто, значи убаво би било да прекинеш со некаква активност, за да може вежбата убаво да ја сработиме, бидејќи ќе влезеш во една смиреност, откако
ќе ги ислушаш моите зборови и нормално потребна е смиреност за да вежбата биде ефективна. Првиот дел од вежбата е намерно влегување во смиреност. Ние знаеме во какви дистракции живееме, колку сме бомбардирани од различни информации во текот на еден ден, колку обврски имаме, постојано сме развлечени на повеќе страни. Едноставно човекот во последните, можам да кажам, децении изгуби, модерниот човек има изгубено способноста да едноставно седи во смиреност. Постојана осцилација на вештачки допамин, што се произведува во огромни количини во нашето тело синтетички преку социјалните мрежи, што е поентата на некој начин, да кажам, лошата намера на технолошките компании е што повеќе да те задржат на нивните социјални мрежи и општо на сите различни апликации. Последицата е лачење на огромна количина на синтетички допамин, од кој што после, откако ќе прекинеме со социјалните мрежи или било користење на било која апликација, да се чувствуваме депримирано, уморно, без волја да направиме нешто околу нашиот живот. Реално, после излачување на таква огромна количина на синтетички испресиран, излачен допамин, луѓето немаат желба ниту да се дружат, ниту да излезат, ниту да направат нешто, едноставно се повлекуваат во своите домови во едно ќоше и својот хаотичен ум, бидејќи вие сте погледнале милијарда различни сцени, слики, ситуации, сте слушале, сте доживеале некои емоции, од сето што сте го гледале преку телефонот. Значи, сега само кажам како вие се полните, сега само кажам како ти се полниш и автоматски не можеш да направиш фокус. Затоа се луѓето расејани и не можат да извршуваат никакви прости задачи. Значи, прво што треба да се направи е намерно да се влезе во смиреност, тоа го може и го има капацитет нашиот ум и нашето тело, бидејќи нашето тело е една божествена технологија и нашиот ум, нашата душа секако. И убаво би било преку инструмент на дишење. Значи, апсолутно не треба никаква фармакологија, никакви таблети, апсолутно ништо. И сите вие што чувствувате болка во желудник, па пиете, не знам, редовна терапија, значи не се однесува за сите, али голем дел од луѓето пијат непотребно. Некакви апчиња само за да немаат болка, да немаат грч во желудникот, а грчот од желудникот е фактички од сето она што останува неискусено, недоживеано, сите желби кои што се оставени нели настрана. Зашто? Затоа што не сме можеле нашиот расеан ум да го фокусираме на правилен начин. Потребно е најпрво да влеземе, нели, како што веќе напоменав неколку пати, во смиреност. Да вдишиме неколку пати длабоко, како сега што направив во примеров. Едноставно да замислиме, значи мора да го користиме инструментот на визуализација, тој би требало да биде во иднина основен елемент на кој што ќе се учат и сите деца. Бидејќи сите иновации, сите позитивни работи, сите идеи се преку визуализација. Секој парче облека, накид, некој го замислил прво, створил визуелна слика, потоа го нацртал и го остварил во реалност. Дали сега сваќате, дали сега сваќаш колку е важна визуализација? По пат на визуализација, створи слика во твојата свест
дека се наоѓаш во пейзаж, во природа, каде што се чувствуваш најспокоен. Едноставно сега најди се на најубавото место за кое што ти сметаш дека е најубаво. Најди се таму и почувствувај ја околината. Кое е за тебе најубаво место на светот? И сега осети ги сите чувства што ти доаѓаат од овие визуелни слики. Почувствувај ги емоциите на спокој, припаѓање, смиреност. И дозволи само да течат и се интензивираат во твојот ум и во твоето тело. Потенцирај го визуелно амбиентот во кој што се наоѓаш. Додади ги сите бои, сите чувства. И сега повлечи го ова чувство, појачај го во себе. И држи го ова чувство до крајот на вежбава. Додека го држиш ова чувство до крајот, нели, на целата оваа вежба, сети се што е она што го сакаш, која е онаа твоја цел што сакаш да се оствари. Доколку немаш осмислено цел, искористи го овој момент на тишина, спокој и смиреност во тебе, овој прекрасен амбиент, каде што ти се чувствуваш спокојно. Конструирај точна слика. Што е она што ти го сакаш? Како да изгледа твојот живот? Може вежбава да се искористи, значи, за крајната цел, како твојот живот да изгледа за некој период. Или некоја по краткорочна цел која што сакаш да се оствари. Или некој план. Ова е вториот дел од вежбата. Третиот дел од вежбата стави визуелна слика дека целта е веќе завршена. Дека е исполнето она што го сакаш. Дека ти помина низ процес, низ некој искуство и целта е реализирана. Во оваа смиреност стави се ти како личност, како нов идентитет. Во крајниот ефект. Односно, целта е реализирана. Земи го ова чувство дека е нормално за тебе. Нормално е оваа цел за тебе да е реализирана. Остани во ова чувство што подолго можеш. Кога ќе бидеш спремна, вдиши и издиши 3 пати. Секако дека оваа вежба е во скратена форма, во видеово,
Сега што ја направи оваа вежба е репрограмирање на твојата подсвест, односно ставање на визуализација и верба дека она што го сакаш ќе се оствари. Вербата е главниот елемент за остварување на унапредување на нашиот живот. Интересно како луѓето лесно веруваат дека нешто лошо ќе се случи, а многу тешко веруваат дека нешто добро ќе се случи. Оттама произлегува нашето влијание на реалноста, дека ние повеќе веруваме дека нешто лошо ќе се случи отколку добро. Тоа е последица на програмирање на несвесни програми превземени од нашите предци, нашите родители, и тековно програмирање медиумско и одбирање во нешто да се верува. Секако дека процесот на репрограмирање на подсвеста не е лесна работа, изискува ставање прашалник на се што знаеш досега. Ставање прашалник на се што знаеш досега е најголемиот испит што воопшто некој човек може да го има. Но од моје лично искуство, од искуството на многу мои клиенти ви кажувам, дека откако ќе го поминеш овој испит, ќе сватиш дека имаш огромен потенцијал. Веќе никогаш ништо нема да биде исто. И ти нема да бидеш веќе истата личност. И ќе сватиш, ќе осетиш и ќе видиш својата моќ. И веќе нема толку лесно да се предадеш на твоите стравови, на страдања, на небитни работи, на нонстоп и постојано програмирање од колективната матрица, дека работите се лоши, едноставно нема да веруваш, сето ќе биде илузија, бидејќи ти конечно ќе си ја откриеш својата моќ. Се надевам дека ова видео ќе ти помогне полесно да управуваш со себе си и да не се предаваш во иднина, толку така на реката да те води во насока по која што она сака. Се надевам дека во следните видеа ќе споделам уште вежби, бидејќи не можеме така лесно да се репрограмираме, потребен е на вистина малку подолг фокус, подолг напор, но верувајте, плодовите се навистина огромни. Ве поздравувам сите, особено оние кои што ги вежбаат сите овие вежби и што ми пишуваат, нели? Навистина ги правам видеата и се надевам дека ќе најдат на вистинските луѓе и се надевам дека ќе ви придонесат огромно напредување на вашите животи. Се гледаме последната недела.